Вечно ке ја сакам, горка ја своја, Скопје каже ми. Во општина Газибаба почна реконструкцијата на улицата Жан Жорес, на делницата од киното Маџари до надпатникот кај основното училиште Наум Наумовски Борче. Проектот опфаќа целосна обнова на коловозот и изградба на нови пешачки патеки со цел подобрување на безбедноста и условите за сообраќај. Вредноста на инвестицијата изнесува над 6,1 милион денари, обезбедени преку владина програма за инфраструктурни проекти со кофинансирање од општина Газибаба. Од општината информираа дека реконструкцијата е дел од поширок инвестициски циклус кој опфаќа 20 капитални проекти. Општина Карпош во соработка со полициската станица Карпош реализираше превентивна акција Соседски патроли со цел да се зголеми безбедноста во локалната заедница. Во активностите учествуваа градоначалникот Сотир Лукровски, полициски службеници, инспектори за малолетничка деликвенција и родители. Патролите ги посетија парковите, спортските игралишта и угостителските објекти, каде што најчесто се собираат младите. Преку директни разговори беше испратена порака за одговорно однесување, почитување на јавниот ред и мир, заштита на урбаната опрема и превенција од меѓуврсничко насилство, злоупотреба на алкохол и други ризични однесувања. Летниот распуст се користи за инфраструктурни инвестиции во основните училишта во Скопје. Во основното училиште Димитар Миладинов се реализираат градежни зафати за подобрување на условите за учениците и вработените. Во тек е обнова на санитарните јазли и соблекувалните, а се решава и долгогодишниот проблем со канализацијата. Од општина Центар велат дека целта е создавање современи, безбедни и функционални училишта за сите ученици. Општина Петровец изгради нова улица со бетон плочки во викендна селбата Градманци. Проектот е целосно финансиран од општинскиот буџет и е дел од програмата за подобрување на локалната инфраструктура. Од општината најавуваат дека во наредниот период ќе продолжат градежните активности и реализацијата на нови инфраструктурни проекти во други населени места. Во подрачното основно училиште Рајко Жинзифов во Пинтија, во тек е целосна енергетска реконструкција со која ќе се подобрат условите за настава и ќе се намалат трошоците за енергија. Проектот опфаќа нова енергетска ефикасна фасада, термичка изолација на покривот, автоматски котел на пелети, LED осветлување и фотонапонски систем за производство на електрична енергија. Од општината Кисела Вода велат дека проектот се реализира во партнерство со Светската банка преку Министерството за финансии и представува инвестиција во современо и енергетски ефикасно образование. Во општината Чаир продолжуваат активностите за уредување и разубавување на јавните површини. Екипите работат на садење цвеќе во цветната фигура торта, кроење на декоративни грмушки и дрвја, како и косење на тревните површини. Од општината велат дека со овие активности се придонесува за почиста, позелена и попријатна животна средина за сите жители на општина Чаир. Јавното предпријатие Лајка почна нова кампања за вдомување на кучињата кои најдолго престојуваат во прифатилиштето. Во рамките на иницијативата е реализирана фотосесија, а преку серија објави јавноста ќе може да се запознае со нивните животни приказни, карактери и времето кое го поминале во прифатилиштето. Од Лајка посочуваат дека сите кучиња се здрави, социјализирани и подготвени за вдомување, а ги повикуваат граѓаните да ги споделуваат објавите и да размислат за да им обезбедат нов дом. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расу тесни. Вечно ке ја